дел од работници кои се жалат дека има злоупотреба од страна на работодавците. Еден таков случај беше Канал 5 телевизија кога им ги намале платите за 30% за да им го исплати ова К15 на колегите. Как ќе се превземат ли некои мерки за да се среди тој сегмент, ако е одлука да ја почитуваат сите, па вклучително и Канал 5? Доколку има такви работи, треба да се пријават до надлежните институции, до инспекторатите, да го проверат тоа и ако навистина има доказ за поврзаност помеѓу едната и другата работа, инспекторатите би требало да действуваат согласно закон. Значи не е привилегирана ниједна телевизија. Никој не е само телевизија, никој не треба да биде привилегиран. Кога има закон во една држава, тој треба да важи подеднакво за сите. Премиера, во процедура се измените на законот за полиција со кој што се предвидува се гарантира правото на полицајците да употребат и гумени куршуми и други насилни средства во текот на протести, на насилни протести. Зошто сега овие мерки? Дали има информација За деталите од тој закон јас го упатувам до Министерството за внатрешни работи, но она што можам да го потврдам е дека се што се предвидува во тој закон е усогласено со практиките во Европската унија. И ништо не е надвор од соодветните практики и закони во Европската унија. Како ќе решавате ситуацијата со бојкотот за парламентот? Да има седница во петок? Ќе видиме. Благодарам.